Токму така студио се јавуваме од центарот на градот, ќе говориме за она што во изминатите неколку дена беше најактуелно во Велес па и во Македонија, здравиот или квалитетниот воздух кој што го дишеме сите, PM10 частичките беа високо или над максимално дозволената граница која што е 50 милиграми на метар кубен воздух. Мој соговорник во ова наше јавување е Игор Смилев, еден од првите еколошки активисти на Велес и човекот кој што веќе и Македонија го препознава како искрен борец за здрава животна средина. Добродојдовте во дневникот на регионалната К1 телевизија. Денеска малку подобро се диши. Да, денеска југот довна и веднаш се чувствува напредокот во квалитетот на воздухот. Во недела ќе почне север да дува, така што 3 до 4 дена ќе се ратисаме од PM10 и PM2,5 частичките, така што мерките кои што моментално ни ги дадоа изминатите недели, еве денеска врдуваат со плод. Господин Смилев, кога станува збор за здравата животна средина, вие неделова која што изминува имавте средба со премиерот Зоран Заев како коалиција ОДБА, во која што му предочивте едно ваше барање со 30 на точки кои што треба да се решат. Меѓутоа, она што е најважно од сета таа средба е тоа што побаравте во буџетот за наредната година од 0,4% колку што биле планирани средства за екологија да се зголеми на 2,5%. Што добивте? Добивте ли ветување од премиерот дека ќе се обиде да ги исполни вашите барања? Да, токму така добивме збор дека е сензибилизиран, дека е во тек, дека ги разбира проблемите, дека Македонија има многу проблеми во животна средина и се договоривме, имаше и официјално соопштение за во јавност, најпластично кажано да не се лимитираме на оно што го баравме ние како коалиција на 2,5%, заради тоа што во одредени ситуации доколку има сериозно еколошко нарушување, какво и да е, посериозно од ово што ни се случуваше претходно и не знам кое би било, би имало можност да се прелеат средства од едно министерство на друго на сметка на буџетот за заштита на животна средина. Тоа е начелно договорено. Во таа коалиција сме 15 организации од 12 градови, тројца истакнати екоиндивидуалци од Битола и Струмица. Во тие 32 барања буквално се опфатено се, од рудници до испитување на линданот кај децата во Скопје, преку еколошките жешки точки и историските загадувања во Велес, Битола, Тетово. Офатени се скоро сите градови, значи дека многу имаме работа во животната средина. Ако пред 15 години Светската здравствена организација го прогласи Велес за ризично место на живење, неделова која изминува Скопје се искачи на врвот на мапата по загаденост на главни градови на држави во светот. Не треба да чекаме само ветер да дувне за да ги однесе PM частичките, но и останатите субстанции кои што се во воздухот и се загадувачи. Ја не знам дали не сме се запрашале ние и сите локални авторитети, државни, владени, активисти, како најголемите црвени точки загадувања од светски размери се случуваат во Македонија, односно во Скопје, а да речеме во регионот Србија, Косово, Бугарија, значи непосредниот регион каде што 50 до 100 километри воздушната разлика, а во услови на овакво време климата е и таму исто, односно слична со овде, како таму немаме светски размери на PM10 честички имаме тука. Тоа сериозно навистина треба да не замисли како луѓе каде одиме, колку вложуваме и што да правиме. Пред 15 години мене ме прогласува за лудак заради тоа што ги активира сите овие теми за животна средина, сега ги сметаме за лудаци оние кои што не преземаат ништо. Гледате во какво чудно болно време и реално живееме, така што веројатно не можеме никако да се најдеме овие два различни света во една заедничка линија што ќе не спојува. Ни се уште живееме во светови што не раздвојуваат. Јас ви благодарам за вашето гостување. Пред самиот крај да кажеме дека овој викенд ќе дишиме воздух со многу намалена концентрација на PM10 частичките, меѓутоа сепак и апел, искористете го секој слободен момент и излезете од Велес, одете на планина, таму воздухот секако е чист и во воздухот ги нема опасните канцерогени PM10 частички. Студио?